За Пробиштип 2016 била година на враќање на животот во општината. Ова е констатација на оние кои раководат со општината и со државата на истекот на годината, која по многу нешта беше турбулентна, но не и за Пробиштип, каде годинава работите тргнале напред. Клучно секако е крајот на екзистенцијалниот очај на над 500 рудари кои останаа на улица по заминувањето на Индоминерали во стечај. За мене еден од најважните моменти за Пробиштип во оваа година која што изминува е рестартот на рудниците Злетово, кој што за мене беше врвен приоритет, бидејќи од него ги инзистираат голем број на семејства во градот. Го рестартиравме во најкраток можен рок, на една квалитетна основа и можам да се пофалам дека сега веќе со работењето на новиот концесионер платите на рударите надминуваат над 50.000 денари. Малку пред рестартирањето на рудникот почна изградбата на леарницата, проект вреден 15 милиони евра кој треба да обезбеди 300 нови вработувања, а почна и санацијата на браната Пишица која треба да обезбеди вода за жедните пробиштипски ниви. Освен ова, со што да се пофали, имаше и градоначалникот Тоневски. Реализиравме огромен број на проекти, речиси сите проекти што беа предвидени во програмата се целосно реализирани. Се надевам дека и 2017 година ќе има еден сличен интензитет како и 2016 година и сите проекти кои што веќе ги имаме ставено во програми за работа за 2017 година исто така ќе бидат целосно реализирани. Вообичаено кога зборуваат за себе политичарите не велат лош збор. Така беше и во Кочани, каде избраните од народот исто така искажаа задоволство од она што го сработиле. Сметам дека завршивме многу, бидејќи нашите резултати и работа на Советот се покажува и во сите остварување на сите изгласани проекти и планове во измината 2016 година. Се во ова и пробиштипските и кочанските репрезенти на власта го кажаа во вид на редовен годишен отчет пред граѓаните. За кратко на нив им предстои уште еден поголем отчет, кога на народот ќе треба да му кажат што направиле за време на целиот свој мандат.